Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Magdalena et aujourd'hui je suis votre professeur de français sur Edwin. Значи, добар ден, драги ученици, јас сум Магдалена и денеска сум вашата наставничка по француски јазик на Edwin. Што ќе правиме денеска? Значи, денеска, donc aujourd'hui, on va parler des objets de la glace. Значи, денеска ќе зборуваме за школски прибор. На крајот од часот, вие ќе треба да ги знаете зборчињата од школски прибор што денес ќе ги спомнеме и да знаете да одговорите на прашањето qu'est-ce que c'est, односно што е ова. Пред да започнеме, би ве замолила да го спремате вашиот прибор за пишување, вашите тетрадки, затоа што нели ќе спомнеме некои значајни работи кои што вие ќе треба да ги запишете. Значи, почнуваме. On y va. Donc, qu'est-ce que c'est? Значи, рековме дека денеска ќе научиме како да одговориме на ова прашање. Qu'est-ce que c'est или што е ова? C'est un crayon. Donc, c'est un crayon. Значи, еве, прашањето е qu'est-ce que c'est, што е ова? Ние одговараме c'est un crayon, односно ова е молив. Ова може да си го запишете во тетрадките. Доколку немате време, значи, ќе се вратите подоцна, ќе го изгледате видеото уште еднаш и ќе запишете се што ви треба. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Un stylo. Ова е пенкал. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Une gomme. Ова е гума. Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Un cahier. Ова е тетрадка. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Un livre. Ова е книга. Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. Une trousse. Qu'est-ce que c'est? C'est une taille crayon. C'est une taille crayon. Значи, ова е острилка. Qu'est-ce que c'est? Што е ова? C'est une règle. C'est une règle. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac à dos. Donc, un sac à dos. Ова е ранец. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ciseaux. Des ciseaux. Ова се ножици. Значи, овие неколку зборчиња, вие треба на крајот од часот да ги знаете сите. Се надевам успеавте да ги запишете, ако не сте, се договоривме. Го пуштате видеото уште еднаш и ги запишувате во вашите тетрадки. А сега да видиме дали ги запомнивме. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac de Rémi? Што има во ранецот на Реми? Значи, ајде да видиме што има во ранецот на Реми, користејќи ги зборчињата што денеска ги учиме. Книги. Ајде да видиме како беше за книги. Des livres. Cahier. Un cahier. Тетрадка. Une trousse. Une trousse. Un stylo. Un crayon. Une règle. Des ciseaux. Une taille crayon et une gomme. Значи, ова е тоа што го има во чантата, во ранецот на Реми. Des livres, un cahier, une trousse, un stylo, un crayon, une règle, une taille crayon, des ciseaux et une gomme. За да видиме дали ги запомнивте зборчињата за училишен прибор, сега ќе си поиграме малку една игричка на меморија. Значи, ова што го гледате на слайдот, треба добро да го погледнете и да го запомтите и да откриете што недостига на наредниот слайд. Regardez bien et mémorisez.
Значи погледнете убаво и запомнете. Што има на слайдот? Што фали на овој слайд? Погодувате? Така е. Genial. Un livre. Значи на слайдот, на првиот слайд фалеше книга. Un livre. Un livre. Одиме понатаму. Значи гледајте убаво, запомнете убаво и да видиме дали гласно може да кажете што фали на овој слайд. Што мислите, што фали? Така е. Genial. Фали un sac à dos. Un sac à dos. Фали ранецот. Значи гледајте убаво. Што фали? Гласно. Така е. Bravo, donc фали un stylo. Фали пенкало. И уште овој пат. Ајде да видиме што фали. Гласно кажете. Значи фали une taille crayon. Une taille crayon. Genial, браво. Значи сме ги научиле зборчињата. Е сега, што има во кутијата? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Значи, во кутијата има скриено некој од предметите од школски прибор. Вие треба да погодите за кој предмет станува збор. Одиме со првиот. Значи, првиот предмет што е скриен во кутијата има 7 lettres, има 7 букви и почнува на буквата Т. Што мислите? Така е, браво. C'est une trousse. C'est une trousse. Одиме со второто зборче скриено во кутијата. Да видиме што фали, што има. Значи зборче од 5 букви, често втора буква е Е. И тоа исто зборче завршува исто на буквата Е. Ајде да видиме што мислите, кој е зборчето? Така е. C'est une règle. C'est une règle. Браво. Што има во оваа кутија? Првата помош вели зборче што завршува на буквата X. И втората помош е сликичка што треба да ве подсети на зборчето. Така е, зборчето е des ciseaux. Des ciseaux. Ножици. И оваа кутија, да видиме, зборче од 5 букви, 5 lettres, и зборче каде што буквата М се дуплира. Погодувате, значи така е, во кутијата се крие une gomme. C'est une gomme, гума. Значи, како што видовте, повеќе пати низ слайдовите се повторуваше прашањето qu'est-ce que c'est или што е ова. Значи, ние денеска треба да објасниме како може вие да одговорите на ова прашање. Значи, како да одговориме на прашањето qu'est-ce que c'est, што е ова, на француски јазик. Има два начини, односно две форми. Првата е се и втората е ce sont. Која е разликата? Кога ја користиме формата се, секој пат после неа користиме именка во еднина. Значи, се плюс именка во еднина. Именката што следи секојаш мора да биде во еднина. Пример, c'est un stylo. Ова е пенкало. Значи, зборчето стило, пенкало е именка во еднина. Многу често им се случува на учениците да напишаат се де стило. Значи, веднаш забележувате има грешка. Зошто? Се, рековме дека е форма што се однесува секојаш на именки во еднина, а тука сме напишале де стило, односно именка во множина. Значи, доколку го направите ова во вашите тетрадки или доколку усно го кажете, значи сте направиле грешка. Зошто? Затоа што користите форма за еднина, а после неа пишувате именка во множина. Значи, такво нешто е грешка и треба да внимавате да не ви се случува. Точната форма е c'est un stylo, ова е пенкало, каде што нели
стило е именка во еднина. Ce sont секогаш оди со именки во множина. Значи, ce sont и после него следува именка во множина. Пример, ce sont des gommes. Ова се гуми. Значи, гуми е именка во множина. Доколку напишете нешто на вакво, како сега во мојот пример, ce sont une gomme, сте направиле грешка. Зошто? Затоа што ce sont, рековме дека е форма што оди со именки во множина, а тука une gomme е именка во еднина. Значи, такво нешто не може да се случи, не сме да се случи и доколку го направите, значи сте направиле грешка. Значи, ова е погрешно, не сме да ви се случува, правилната форма е ce sont des gommes. Ова се гуми, односно ce sont формата плюс именка во множина. Се надевам ви беше јасно каде го користиме с, каде го користиме ce sont и нели како можеме да одговориме на прашањето qu'est-ce que c'est. За да видиме дали сме запомтиле, дали сме го запомтиле ова правило, ја погледнеме игричката Morpion, односно X точка, каде што нели јас ќе бидам прва, компјутерот втор, и каде што јас ќе треба да одговарам на прашањето qu'est-ce que c'est, користејќи некој од формите се или ce sont. Значи, почнуваме. Еве, почнувам јас, го бирам бројот 1 и треба да ја кажам реченичката. Значи, реченичката е ce sont des gommes. Ова се гуми. Така. Мој ред. 4, значи, ce sont des ciseaux. Ја користам формата ce sont затоа што ножици е именка во множина. Мој ред, побирам бројчето 2. C'est un crayon. C'est un crayon. Значи, именката е во еднина и ја користам формата се. C'est un crayon. Јас сум на ред. Браво, линија направив. Последното, значи, qu'est-ce que c'est un sac à dos. C'est un sac à dos. Зошто? Се затоа што нели sac à dos, ранец е именка во еднина. Значи, ова беше накратко тоа што сакав да ви го кажам за зборчињата од училишен прибор и за прашањето qu'est-ce que c'est. Доколку сакате и доколку имате време, можете да ги погледнете овие вежби на интернет и онлайн да ги решите, да ги спратите на вашиот наставник. Тоа е тоа. Значи, се надевам јасно ви беше. Се гледаме некој нареден пат. À bientôt et apprenez le français.